излегавте со еден фрапантен податок дека половина од становите се купуваат во готово. Се разбира дека е вредно да се погледне од каде е изворот на тие средства. Ние не можеме да шпекулираме, најверојатно има и од заштеди. Веднаш по илинденските празници, трите најголеми банки во Република Македонија, за нив има информации, јавно ќе излезат со намалени цени на нивните услуги преку тарифи. Дека немаме никаков проблем со сервисирањето на обврските на државата спрема странските кредитори за претходно задолжување. Дали препознавате дека безбедносните структури се во дослух со подземјето? Секогаш имало и ќе има инволвирани од власта. Кога ќе почнеме да ставаме професионалци, но тие професионалци денешно време не се стават веќе доколку не си партиски ставен, не си партиски подовен и не може да те контролира. Ако си професионалец во вистинска смисла на зборот, тогаш тешко може да те контролира тебе. Вие верувате дека е возможно екс-премиер на држава да биде спакуван во багажник и пренесен преку граница? Познавајќи го премиерот, не би си дозволил да биде спакуван во некаков гепек, па да биде така возен. Веќе тоа е под неговото достоинство. Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. Гувернерот на Народна банка на почетокот од својот 7-годишен мандат. Многу поприсутен во јавноста од неговата претходничка Бежовска. Професор Трајко Славевски гостин во ова издание на Трилинг. Добро дојдете во емисијата. Добро ден, поздрав до вашите гледачи. Господин Славевски, изјави, средби во владата, трибина со бизнес заедницата, размена на информации, сугести, идеи. Од каде оваа динамичност ваша, обид да го загрозите премиерот Мицковски во се поголемата присутност медиумска? Не, Народна банка била од секогаш транспарентна институција. Ние на дневна основа објавуваме соопштение, информираме јавноста за активности. Сега на почетокот на мандатот природно е од, да речеме, разни страни да дојдат понуди за представување на новиот човек на позицијата, иако јас сум веќе децении присутен во македонската јавност. Во никој случај нема напревар од медиумската или околу медиумската презентација. Мислам дека се она што го правам и го направив во изминатиот период е за промоција на Народна банка, представување на некои идеи како може за решавање на некои присутни проблеми во Република Македонија, кои што се и во надлежност на Народна банка и секако и на други институции, и ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Дали сте дел се уште од најтесното раководство на ВМРО-ДПМН? Не, тоа е неспојиво, нели, со функцијата. Јас уште кога беше објавена мојата номинација, значи пред изборот во собранието, кој што се случи на 28 мај, значи една недела претходно, поднесов оставка, односно го стави во мирување моето членство и во извршниот комитет и во партијата. Господин Славевски, оваа недела излегавте со еден фрапантен податок дека половина од становите се купуваат во готово. Немате сознание од каде доаѓа таа готовина, нема контрола на потеклото на парите. Дали ова е најубавиот извор на криминал и пералница на пари и раст на сивата економија? Добро, јас немам доволно анализи да директно одговорам на вашето прашање. Пред пандемијата, некаде, да речеме 2019 година, тој сооднос на купување на станови и објекти за живење бил поповолен во полза на кредитирањето. 65% се купувале на кредит, а остатокот од 35% во готово. Сега, како што рековте, по моите информации од колегите во Народна банка, односот е половина наспрема половина. Се разбира дека е вредно да се погледне од каде е изворот на тие средства. Ние не можеме да шпекулираме, најверојатно има и од заштеди. Понатаму, општо е познато дека еден добар дел од млада популација, особено оние во лукративни дејности, во IT технологиите, кои што работат за странски нарачатели,
ги добиваат приливите на сметки кои што се во странство, па од тамо подигаат готовина која што ја внесуваат во Република Македонија. За други извори на средства останува други надлежни органи да тоа го утврдат. Дали кешот завршува во бетон? Говорам во изградба на станови. Сомнителните средства дали легнуваат на она што ние како Народна банка преку монетарно-кредитната политика може да влијаеме во областта на кредитирањето. Реков, има други институции. Ако смека кредитирањето не е само кредитирањето на купувачите, туку секако треба се погледне и кредитирањето и на изведувачите на во стамбената изградба. А сето останато, да речеме, дел е сигурно и во сивата економија, затоа што има индикации дека набавката и на градежни материјали и исплата на надоместоци, односно плати за вработените, понекогаш се врши во готовина, но велам останува други институции тоа да го утврдат. Тука се разбира финансиската полиција, други институции, Министерството за финансии, кои што заедно со Народна банка се обврзани да вложат максимум ресурси во однос на спречувањето на перење пари. Дали сме сведоци на квази инвеститори, зошто се уште цвета сивата економија? Бидејќи ова е некаков индикатор. Дел од активностите во сферата на градежништвото, што е констатирано и други институции кои што имаат и надлежности и поголем инструментариум за контрола од Народна банка, тоа веќе го имаат утврдено. Дури и медиумите известија за извештаи на овие институции. Излеговте помалку со една идеја околу порака до банките да ги намалат каматните стапки. Не каматните стапки, провизии. Провизиите, пардон. Провизиите. Има интерес во однос на овој дел, бидејќи и компаниите, но и физичките лица се жалат дека банките се помалку неприкосновени во тој дел, дека ги ошуруваат на некој начин и фирмите и физичките лица. Видите, ние подолг период водиме диалог со банките, ние сме регулатор, но од една страна и партнер. Во минатото, кога како човек надвор од Народна банка и како економист, како експерт, ќе ми укажеа или ви или ваши колеги, ќе му каже на фактот за високата профитабилност на банките. Мојот одговор инстантен беше дека треба да срекне кога банките се профитабилни, особено ние системски важни сте. Сега, директно на вашето прашање, мислам имаме многу позитивен развој на станите. Откако ние го направивме оној потек на намалување на трошоците за извршување на порамнувањата долговниот промет во македонскиот интербанкарски платен систем, тоа е кратенката позната МИПС, кој што е во Народна банка, тоа ослободи значително количество на средства, ги намали трошоците на самите банки, кои што некој од нив јавно изјавија дека тоа веднаш ќе го пренесат на клиентите, но ние разговараме да одиме многу повеќе од тоа, дека и банките треба да одговорат, да бидат на некој начин разумни, општествено одговорни, од причина што тоа им оди и во прилог. Тие треба да го подобрат нивниот имидж, кој што, за жал, не е добар во јавноста. Знаеме дека јавноста, населението, најмногу е незадоволно две, да речам, работи во последно време. Високите цени на храната, пијалоците, овошето, зеленчукот, како прво и како второ, високите трошоци за извршување на услугите во платниот промет. Ние на банките им го кажавме нашиот став, кој што е во согласно со европски директиви и практики во низа земји, дека платниот промет, кој што банките го немаат до 2001 година, тоа го врши институцијата наследена од првичниот систем Завод за платен промет, значи банките добија бизнис што се дели и може да се каже дека добро го искористиле. Рече се 1/5 во просек, 19-20% од приходите на банките се од наплата на провизии, односно за извршени услуги во областа на платниот промет, што нормално не е лошо. Банките тука добро ја вршат таа функција, но постои простор за намалување на тие
надоместоци. Конкуренцијата во рамките на досега, кој што е банкарскиот систем, овие за издром 13 банки, не вродила со плод, односно не дошло до некое намалување на банкарските провизии. Ние се надеваме дека влезот на нови играчи со либерализацијата на платниот промет, кој што е во тек, ќе влие на притисок за натамошно намалување, но оваа наша активност на она што се рекува морално убедување и она што го кажав намалување на нашите провизии во Народна банка, веќе имаме позитивни сигнали дека веднаш по илинденските празници, трите најголеми банки во Република Македонија, за нив има информации, јавно ќе излезат со намалени цени на нивните услуги преку тарифите. И тоа ќе биде добар сигнал и за останатите помали банки. Девизните резерви се 4 милиарди и 700 милиони евра. Колку порасна во последна година? Вака, девизните резерви имаат динамика. Тие растат кога имаме приливи, да речеме, од некоја поголема странска инвестиција, од директни странски инвестиции. Минатата година имавме значителен пораст. Јас можам да кажам дека во просек некаде од нивото пред пандемијата имаме, речиси, 9,7% годишен пораст на инвестициите да стигнеме до ова ниво, или некаде 430 милиони евра. Да бидам појасен до она што го кажав претходно, значи кога ќе дојде за некој налог од страна на државните органи, да речеме за исплата на доспејан долг кон надвор, тогаш тоа се разбира се плаќа од девизните резерви на државата, како што и во девизните резерви се вливаат некои приливи кои што се на име, да речеме заем, понатаму директните странски инвестиции, менувачкото работење кога имаме поголем откуп одошто продажба на менувачниците и банките кои што работат во име и за сметка на Народна банка. Така што имаме динамика, реков дека може да бидеме задоволни и од растот, порастот на масата на девизни резерви и од нивото. Нивото, само да повторам, има некои параметри, нели, колку девизните резерви во однос на износот на месечниот увоз кој што се врши во земјата покриваат. Некаде ние сме околу 4,5, да речем, пати девизните резерви се повисоки од месечен увоз, значи 4,5 месечни увоз, што е сосема комотно. А исто така, друг показател е износот на девизни резерви во однос на краткорочните доспејани побарувања, односно потребите за исплати. Тоа е, така кажам, на сосема комотно ниво. Околу 13% се чуваат во злато во банка во Англија, изјавивте недела. Најавите дека наесен ќе одите во Велика Британија. Зарем имате сомнеш дека златото не се чува? Не се работи за сомнеш, тоа е редовна процедура што го прават, да речеме, и други централни банки, други земји, имате право на тоа, значи тоа е рутина. Мислам дека пред неколку години тим на Народна банка има направено инспекција на монетарното злато и ние контактиравме со банката на Англија, нормално закажуваме термин, тие кажа септември и ноември. Септември мене лично ми е исполнет со обврски и оставаме за ноември, велам нели редовна што се вика практика, те покажувате некоја грижа за собствените резерви. Ова јас го кажав малку Македонија има 7 тони монетарно злато или противредност околу 650 милиони евра. Ако дозволите за ова за предходното, јас го кажав малку тоа полусериозно, нешто во смисла на она што председател Трамп го изјави. Знаете, во негов стил тој кажа, а тие имаат и јадници тони монетарно злато, за разлика, да речеме, од мала земја која што е Република Македонија, кои што го чуваат по најголема мера местото Форт Нокс, и Трамп изјави сомнеш, века кој знае дали е таму. Вел го кажав полусериозно, по смисла на тоа дека треба и е еден вид на домаќински пристап, без некои други импликации, да се направи проверка, инспекција, што повторно кажувам дека правено е во минатото и го прават и други централни банки. И сега вака
едно е количеството, нели, кое што е фиксно, нели фиксно, видите, количеството на монетарно злато кај нас е непроменето од 2004 година. Една мала промена има 2015-2016 година. Зошто не растат и не се откупува злато? Тоа треба да ги прашаме моите предходници, нели? Тоа јас има прилика да се сретнам со колешки и колеги гувернери на централни банки од регионот, например Босна и Херцеговина, кажат дека редовно купувале во изминатиот период. Најверојатно и тие имале релативно мали количества. Сега, знаете, како и при секој инвестирање, луѓето што се задолжи за тоа се во дилема. Никој не може да предвиди во која насока ќе оди цената. Цената на златото расте кога има нестабилност, тоа е како сигурно средство, а се намалува кога состојбите се помирни. И сега, како и инвестициите, да речеме, било кое средство, во акции, обврзници, кога е висока цената, сте во дилема. Дали да купите, но со некои, да речем, по-продолбочени анализи може во даден момент во интерес се разбира на зголемување на вредноста на средствата и девизните резерви да се реагира на еден или на друг начин. Јас ево и сега, ако дозволите да го повторам тоа, ќе се заинтересирам зошто е прекинат откупот, кој што беше рутински до 2004 година, од нашите рудници, кои што покрај... Ние немаме рудник за злато, имаме Бучим, нели, кој што како зошто не се откупува? И зошто и како не се откупува, затоа што тоа редовно Народна банка во име на државата го откупуваше златото од Бучим, кој што е како, што кажав, нус производ при производство на бакар. Би било добро, нели, тој процес да продолжил понатаму. Интересно е да се види, ние ќе направиме детални анализи, ќе процениме колку е тоа опортуно, дали има некој проблем. Не знаеме дали проблемот е од технолошка природа, дали воопшто има производство, нема, каде оди и така натаму. Господин Славевски, усвоен е ребалансот на буџетот, во исто време најавено е линеарно зголемување на пензиите. Дали ова е предизборно додворување или уставно прекршување на правата на дел од пензионерите? Јас тука би се водржал од коментар. Не е наша надлежност да ги коментираме потезите на владата, особено со таква политичка импликација која што е содржана во вашето прашање. Тоа е одлука на владата, тие се политички избрани функционери, сносат политичка одговорност. Јас ево да кажам, гувернерите на централните банки се именувани функционери, не се избрани, не настапиле на избори и од тука таа задршка секако е, да речем, оправдана. Оправдано ли е барањето за зголемување на минималната плата на 500 евра? Бидејќи вие во текот на разговорот спомнате дека има зголемување на цените и така натаму. Не, повторно тоа треба да одлучи социјално-економскиот совет при владата. Мислам дека по моите информации тие се при крај со подготовките на идентификација на репрезентативност на синдикатите и така натаму. Тука имаше известен период, нели, во кој што тече тој процес и јас мислам дека она што е кажано од највисоко ниво од премиерот, дека доколку постои договор за одредено усогласување, зголемување и така натаму, тоа би било она кое што ќе важи во економијата. Дали е оправдано тврдењето дека Македонија е четврта економија во Европа? Дали оваа констатација содействува со реалноста? Видите, во различни периоди, на краток рок, ние сме давале квалификации за тоа колку сме релативно успешни или неуспешни. Например, беше позитивен факт и гордост што Република Македонија за време на големата финансиска и економска криза излезе со најмалку лузни, што би се рекло. Значи, во даден момент тоа го цените. Сега во овој момент на кој што вие алудирате, растот на бруто домашниот производ бил меѓу 4 најдобри економии во Европа и од тука е таа констатација. Би било многу добро тој тренд, нели, да продолжи, затоа што нам ни се неопходни побрзи стапки на раст заради тоа што се стремиме, нели, кон нивоата на Европската унија, кои што се сега ниски. Нивото на нашиот бруто домашен производ релативно во однос на просекот на ЕУ земите 27, там 28 колку се,
е само 40%. И единствено со побрз раст на домашната економија, тоа би значило да бидеме повторно меѓу првите 4, првите 5, првите 3 земји по стапките на раст и во иднина и во втората половина од годината, би било само позитивна вест за македонската економија. Инфлацијата е релативно се уште на загрижувачко ниво. Перманентно имаме зголемување на долгот. Крупните нови кредитни линии се од над 3 милиарди долари. Може ли да ги сервисираме долговите со вакво темпо на задолжување? Неколку прашања за инфлацијата кажавте. Имавме извесен благ нагорен раст во изминатите месеци и тоа беше причина и Народна банка да ја ревидира со пролетни проекции својата проекција од минатата година, проценка на просечната инфлација за 2025 година беше 2,5, зголемена на 3%, такви се очекувањата. Причините се и надворешни и внатрешни. Оно што е внатрешниот фактор е показателот базична инфлација, која што ги исклучува овие променливи, волатилни, што би се рекло, цени на храната и на енергијата, кои што најмногу зависат од берзите, од светските берзи и влијат и на домашната економија, но тука се и домашните фактори, да речем притисокот за раст на доходите, експанзијата релативна во буџетот, која што влие на агрегатната побројачка и слично. Јас сум прилично, да речем, на некој начин можем да изразиме задоволство што тука сме на иста линија со владата во меѓусебни дискусии, затоа што постои разбирање дека и на владата и одговара ниска и стабилна инфлација. Затоа што не само јавниот сектор, не само заемните инвестиции, туку и приватниот сектор во стабилно окружување може да ги реализира своите инвестицијски планови и да планира на подолг период. Во врска со задолжувањето, тука има две категории, да речеме вкупен долг и внатрешен и надворешен, надворешен долг, јавен долг, државен долг и така натаму, кои што се разликуваат. Видите, факт е дека тоа го направија и речи сите економии, сите влади во светот за време на пандемијата, кај нас нивото на јавниот долг порасна за дури 10% поени. Тоа го знаеме. Мислам, се приближи на некој начин психолошка граница од 60% и тогаш варира или ќе се во зависно од тоа дали имаме некој ново задолжување, дали имаме отплата на долг, се качува или се симнува под или се качува над или се симнува под 60%. Сите ние во Народна банка секако во консултации и координација со Министерството за финансии будно ги следиме, да речем, движењата, случувањата. Всушност, знаете, Народна банка е банка на државата и банка на банките. И од тука ги имаме на дневна основа и почесто сите показатели. За сега нема никакви, да речем, ризици од можноста за сервисирање на јавниот долг. Впрочем, тоа се покажува и во изминатиот период. Имавме оценка на кредитниот рейтинг на Република Македонија од страна на рейтинг агенциите. Те имат забелешки, можеби за нивото на буџетскиот дефицит или за динамиката на фискална консолидација, но никош не изразиле сомнеш, агенциите за кредитен рейтинг праќаат сигнал на инвеститорите кон кои што ние се обраќаме, да речеме, за задолжување, односно позајмување за нашите потреби. Така што мислам дека и тука сме на едно безбедно ниво, но сепак би било добро сите да го имаме во вид на мастершки критериум од 60% на нивото на јавниот долг по однос на бруто домашниот производ, да се движиме тука некаде, а буџетските дефицити секако битни затоа што како се кумулира, како се зголема јавниот долг. Секој буџетски дефицит по дефиниција значи дека го зголемува јавниот долг. Тоа некаде мора да се финансира. И охрабрува фактор што и со новата фискална стратегија на Министерството за финансии е предвидена фискална консолидација, што е секако и
барање на меѓународните финансиски институции, ММФ и Светска банка во нивните извештаи, дека на среден рок ќе се стремиме кон повторно онај мастришки критериум за буџетскиот дефицит од 3% од бруто домашниот производ. Следите трин гостин во емисијата професор доктор Трајко Славевски, гувернер на Народната банка. Гувернере, кои се бенефитите од унгарскиот заем и британскиот кредитирање и дали не мислите дека можеби требавме сепак кредитирањето да го правиме и да побараме средства од меѓународните кредитори? Да ги раздвоиме прашањата. Бенефити од унгарскиот кредит видоа пред се локалните самоуправи, односно општините, кои што по зависност од нивниот капацитет за проектирање, реализација на проекти. Меѓутоа ниска е стапката на искористеност во реализацијата на проектите од општините. Да, тоа е секако друго прашање. Најмногу тука имаат бенефит оние општини кои што прво имаат готови проекти, за да започнат веднаш со реализација. Некои од општините кои што имале само како идеи, нели? Добро. Потребно е време да изготват проекти, да решат некои, да речеме, животно-правни односи, ако се работи за изградба на училиште, на градинка и така натаму, локална инфраструктура, но видите, реализацијата на проектите зависи од капацитетот на градежната индустрија, градежната дејност, посебно ниско градба, така што е познат проблем. Имено, вие сте, односно јавноста, вашите гледачи се информирани за средбите и на премиерот, на министерот за транспорт и врски со градежниците по насока, да речеме, на зголемување на тој капацитет за подобра и поефикасна реализација на проектите. Од друга страна, бенефит имаат и компаниите за таа сума од 250 милиони евра, затоа што добиват досега најниска стапка на позаемување од помалку од 2%, што мислам да таква ниска стапка на капиталот ние сме немале до сега. Овој во однос на мала исправка, ако дозволите, без да ми замерите, рековте британскиот кредит, не се работи за британски кредит, туку се работи за гаранција. Ние знаеме дека овој беше објавен оглас за финансирање, односно пројавување на интерес од страна на финансирање на проекти. Да, на проектот на пругата на коридорот 10. И јас единствено во овој момент имам информација, оно што го имате и вие како и вашите гледачи, односно целокупната јавност, дека има интерес и тука се јавени со своји понуди не само приватни институции, финансиски, да речеме банки и фондови, туку и меѓународни финансиски институции. Па сега работа да речеме на владата, пред се Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, во која насока ќе одат со можностите за финансирање. Добро е кога има интерес. На почетокот мандатот ја отворивте Пандорината кутија за депресијација и апресијација на денарот. Ако денарот е проценет во однос на еврото, дали преку курсот на денарот би ја вградиле разликата? Значи ли тоа скриена девалвација? Не отворив, да речем, Пандорината кутија, затоа што јас кажав дека добро е што последниве, мислам, 7-8 години, по моја проценка, добро сум го следил сентиментот на јавноста и бизнисот и граѓаните, веќе има консензус дека на Република Македонија ова што го имаме сега и не е променето од 1997 година со последната девалвација, е нешто што добро и служи на македонската економија, добро им служи и на бизнисите и на граѓаните, дека ништо не би се постигнало со некоја корекција на номиналниот девизен курс, би се направило огромна штета, а речиси никаква корист. И мислам дека е најдобро овој режим на девизен курс да остане се до евентуален влез во Европската унија и борбата за уведување на еврото како заедничка валута на еврозоната. Ова што го спомнав јас, знаете, нешто што речиси не беше присутно во јавноста и мене ми е драго што и експерти, да речем, се сетија дека има разлика меѓу категоријата номинален девизен курс. Номинален девизен курс е паритетот на нашата национална валута, како што ние го искажуваме со така наречениот континентален начин, колку домашни единици за една странска, 6,5 просечен курс во однос на
на еврото. Тоа е номиналниот девизен курс, но постои друга категорија, она испод, нели, која што ги следи движењето на домашните цени во однос на цените на нашите најважни трговски партнери. Дали Народна банка има можеби план Б во однос? Ако може само да завршам мислата. Сега нема никаква мистерија како ние сме го одржувале во минатото, речиси четвртина век, фиксен девизниот курс без да ја загрозиме конкурентна способност на македонската економија. Објаснувајте едноставно, што го знаат и студентите, дека нашата инфлација, стапката на инфлација во просек беше речиси иста во рамките на она што беше во еврозоната. Еврозоната е групата на земји која што стои позади еврото. Сега не треба да дозволиме, тоа беше пораката. Секој отстапување на нашата инфлација, а такви отстапувања може да има заради структурата на економијата, речем ние сме поранливи во периоди на шокови, како што беше финансиската криза, пандемијата, па сега геополитичките случувања, војната Русија, Украина, Израел, Иран и така натаму. Има отстапување на нашата инфлација од таа во еврозоната, но треба да, барем на среден рок, да се стремиме кон таа ниска стапка на инфлација. Тука велам да е она разбирање и Што значи за вас ниска инфлација? 2%, 3%? Да, во рамките на таа еврозоната. Ако не можеме да бидеме 2%, некаде под 3%, 2,5%. Знаете што е ниска инфлација? Ниска инфлација е она за која што луѓето заборавиле. Не размислуваат, не ги засега. Иако ползички може да имате раст благ на цените, но тоа не го калкулирате во вашите одлуки. Да речеме, видите, инфлацијата е психолошки проблем. Ако има очекувања и кај населението и кај бизнисите дека инфлацијата ќе биде висока, например 5-6% и така натаму, тие настојуваат да се приспособат, да ги вградат оние што можат, во зависност од пазарните услови, тие очекувања во своите цени, во своите одлуки и така натаму. Значи во оној момент, кога ќе престанеме, кога зборот инфлација ќе биде многу редок во медиумите, порталите и така натаму, значи дека сме на оној стабилен вистински пат и тоа е основната цел на Народна банка. Дојме до таква ситуација, граѓаните да заборават на проблемот со инфлацијата. Ке има блага инфлација, но нема да не засега како што не засегала во минатото и сега. Во мандат додека бевте министер за финанси, тогаш е издадена евробрзница со највисока стапка од 9,875. 9,875. Највисока. Да. Дали сега може да ни се случи банкрот на држава? Не. Видите, зборот банкрот кај нас е тој збор го користиме. Држави не може да банкротираат, не банкротирала ни држава, може да се најдат во одредени, да речем, потешкоти, може да бидат исклучени од меѓународните финансиски пазари. Може да бидеме неликвидни. Знаете кога е една држава банкрот? Како што беше Грција, која што 10 години немаше пристап, не можеше да припари до финансиските пазари, туку зависеше од финансиската поддршка од кредиторите, од ММФ, од Европската комисија и од Европската централна банка. Сега, дозволите две реченици само за висината на каматна стапка на еврообврзницата, која што често се толкува, да речем, и се припишува вака или онака. Како можете да очекувате дека може да добиете пониска каматна стапка во тој период? Се е релативно. Кога стапката на нашата референтна каматна стапка на благајнички записи, знаете колку беше тогаш? 9%. Она што е сега 5, таму 15 или 35%, Добро. Беше 9%. Втор критериум, колку е приносот на претходно издадени харти од вредност на државата на меѓународните пазари? Беше 11-12%. И во тој случај, голем успех е вие да се задолжите со стапка од под 10%. Она што, да речем, некои го критикуваат, но, што речем, не можете сите да ги убедите. Економското објаснување е тоа. А инаку, ова што го кажавте, ние сме далеко од таква ситуација. Аз претходно во разговорот одговорив дека немаме никаков проблем со сервисирањето на обврските на државата спрема странските кредитори за претходно задолжување. Ево, например, наредната година, тоа е грижа на Министерството за финансии, стигнува отплата на еврообврзница во прилично
висок износ. Видите, ова што ја спомнавте вие беа само 175 милиони евра. Идната година, на почетокот, треба да отплатиме 700 милиони евра за претходно издадена обврзница, пред 5 години, мислам, беше овој. И Министерството за финансии треба да најде соодветен начин како да ги обезбеди тие средства и плюс средствата за буџетски потреби. 120.000 граѓани се со блокирани сметки, предлагате закон за личен банкрот, 70 милиони евра е долгот на државата кон компаниите. Зошто, например, имаме поврат на доцни повратот на ДДВ по неколку месеци, ако сме, како што вели премиерот Мицковски, на стабилна нула? Значи, две сосема различни прашања. Прво да одговорам, бројката од околу 120.000 може би не е дока е прецизна, треба да ја проверам. Јас во една прилика од оно што го знам претходно од медиумите. И видите, тоа е проблем што се влече подолго време. Има граѓани кои што се со блокирани сметки, а има и фирми, има предпријатија, и тие немаат пристап до оно што се нарекува официјален финансиски пазар. Некои од нив, заради потребите, се обраќаат и ја зголемуваат својата задолженост во еден вид на должничко робство со високи камати кај друштвата за кредитирање, финансиски друштва кои што се надвор од надлежноста на Народна банка. Ние не ги регулираме, нив ги на некој начин регулира Министерство за финансии. Од тука, по примерот на низа економија, не само развиени, туку и соседните, ево некои ваши колеги веќе почнаа да истражуваат, имаше написи, да речеме дека во Словенија постои уште од 2007 година, Хрватска 2019 година таков закон за личен стечај или личен банкрот, каде што како што на некое предпријатие му се дозволува некоја одишка да може да ги реструктурира своите долгови во рамките на имотот со кој што располагате, со одреден дисконт, отпис, затоа што ви мајате, ако јас некому должам поголема сума на пари, како беше она изреката дека не е тоа само мој проблем, туку е проблем на оној што ми позајмил пари, затоа што не може да ги да си ги поврати во време и ги чува таму на некои биланси. И ако со години се натрупуваат тие долгови и се акумулираат камати, тој проблем станува дури и социјален проблем. Со известни подготовки, да речеме со законска регулатива која што е стандардна, позната, но подготовки на системот може да им се помогне на 10.000 наши граѓани да се вратат во нормалните финансиски текови. Гувернере, на крајот истекува мандатот на вашите заменички вице-гувернерките. Имате фаворити за вице-гувернери? Видите, ние имаме транспарентен процес на избор, односно на номинација. Номинацијата е од страна на Народна банка, односно гувернерот, и во тек е се уште оглас за пројавување на интерес, завршува на 31 овој месец. Мислам дека има неколку пријавени, не знам кои се имиња. Не, на тоа прашање да речам не можам да одговорам, немам фаворити. Ќе видиме кои се, да речем, лицата кои што пројавиле таков интерес. Вете станува збор за многу сериозна и одговорна функција. Предно секако ќе имат оние кои што имаат акумулирано знаење во практиката на водење, да речем, на креирање на мерки за монетарната политика, понатаму платните системи и слично. И секако мислам дека на парламентот ќе му предложиме квалитетни кандидати за оваа престижна функција во Народна банка. Господине Трајко Славевски, ви благодарам за гостувањето во последното издание на Тренинг за оваа сезона. И јас ви благодарам, одморете се, од есен ви посакувам успешна работа. Ви благодарам. Благодарам јас. Кратка пауза за реклами, а потоа и вториот соговорник кој ќе биде последен за ова издание на Тренинг. Јас правам често споредба Дубај и Македонија, бев Дубај најскоро бев таму. Таму се разговара цело време за бизнис, околу бизнис, иновации, стратегија, што да направиш, што да створиш.
Што да направиш нешто подобро за себе. Додека овде луѓето гледам со кои да седнам, ние разговараме само за политика, разговараме за политичари, разговараме за идентитет, разговараме за име, разговараме за Бугарија, за Грција, за што било, што ќе биде. Немаме никаков просперитет овде помеѓу себе да разговараме за нешто добро.